Добро вечер во нова епизода на подкаст Основано сомнение со мене Јанаки Митровски. Оваа епизода ми е посебно драга затоа што имам чест да имам гостин човек кој што е буквално ризница, жива енциклопедија со големо богато животно искуство, бизнисмен, филантроп, спортски работник и уште некои области. Велиме добро вечер за Трифун Костовски. Добро вечер, Јанаки, срдечен поздрав до тебе како домаќин овдека и секако поздрав до гледачите кои што ќе не следат во оваа емисија. Ви благодарам многу што се одзвавте на поканата, секогаш сте добар соговорник и реално од вас има многу што да се научи, како што напоменав, огромно животно и бизнис искуство. Со што се занимава денеска Трифун Костовски? Сега вашиот живот е јавен, прилично, вие сте јавна личност. Официјално денеска, да ти кажем, јас водам некоја приватна борба. Борба поврзана со стечајот на Евростандард банка. Ниеден друг бизнес не го терам, семо она што останало од некој пат и тоа функционира, меѓутоа тоа веќе оддадено на моето семејство да они понатака водат брига за бизнисите, така да јас сум посветен исклучено оваа битка. Оваа битка за мене е животен порив, да докажам дека нештата во наша Македонија мора да ги промениме. Спремен сум да идам до крај, бидејќи се работи за едно злосторство, направено со умисла. Затоа сепак, тоа судот и обвинителството ќе го кажат финалниот збор. Бидејќи 5,5 години се води истрага за мене, во кој што имам, мислам, имотот ми е запленет, не ми е запленет, ми е замрзнат. И не смеам да го стопенисувам, не смеам да го оттуѓувам. Со самиот стечај на банката, покрај капиталот што изгубиме во банката, изгубивме нови 50 до 100 милиони евра, додатен бидејќи банката беше изворот на сите бизниси кои што ги имавме во земјава. Меѓутоа, тоа е цената која што платив и пред никого не, пред јавноста и пред гледачите, не сакам да ме жалат, не. Јас само се борам за правдата. Дали ќе добијам нешто, таа моја правда, тоа е друго прашање. Сакам образ од оној момент кој ќе се замени од овој свет, да ми биде чист. Чист во јавноста, во мојата Македонија. Како е можно 5,5 години, сега јас нормално и работам адвокатура, кај нас обвинителството, тоа го говорев и пред некој ден бев гостин во емисија, кај нас обвинителството си дозволува да си ги пробива роковите колку сака, значи има лимитирано е законски колку може една истрага да трае, таа не треба да трае повеќе од 1,5 година во сложени предмети. Како е возможно 5,5 години да трае една? Не знам, еве Јанаки, ти си адвокат, ти си правник, јас сум на притисок да ви се држи замрзнат имотот. Види вака, за мене тоа е, за мене нека не ме погрешно да ме разберат гледачите. За мене тоа е една ујдурма направена од одредени кругови во нашава држава, кои што се буквално поддржани и од партиите, дали опозиција или власт. Така да веќе моите сознанија кои што доаѓаат длабоко до тоа сознание дека и во двете партии има некако еден тих интерес да не се заврши овој процес. Бидејќи, еве ти си адвокат, ако процесот еве и обвинителство да ми отвори веќе судска постапка, веќе во суд сите факти ќе бидат многу обзнаени и јавноста ќе знае за вистината. А вака, содржање на 5,5 години во истрага, во кој што само 2 пати сум повикан на сослушување. Првиот пат и последниот пат беше пред месец и половина, 2. Тоа е срамно. Срамно е за мене и срамно е за мојата Македонија. И не е законски. Толку долга истрага е незаконска. Незаконска е. Да, 18 месеци е, кај мене веќе стигнува 5,5 години. 3 пати подолго. Тоа се 66 месеци, тоа е срамота. Тоа е, меѓутоа не можам. Ја пак продолжувам и тоа е за мене порива, животен порив да опстојам. И морам да се заблагодарам на одредени лица кои се околу мене, кои ми дадоа можност да го издржам во овој период. Бидејќи човек кој што стекнал имот, на честен начин се колнам пред Бога и пред секој. Не имам од никого земено насилно нешто или украдено. Донесем во Македонија. И мојата држава да ме вака, да ме стави на отстрел, да ме стави на бесилка, тоа е срамотно работа. Не за мене, за државата. Тоа говори за каков систем градиме. Меѓутоа, да не ја оптеретуваме јавноста. Евростандард банка кога тоа ќе дојде на виделина? Убеден сум дека ќе бидам победник во оваа победа. Како дојде до стечајот на Евростандард банка?
Мене се уште ме нејасно, само можеби Стечајот, тоа беше веројатно политика која што беше водена од Народна банка и одредени кругови од банкарскиот сектор, кој што едноставно се воведоа систем на незаконски позајмици. Во моментот кога јас го осознав тоа дека незаконски позајмици, еве ти си адвокат, знаеш дека незаконски се дава на тој што нема можност за кредит и сега да најде начин како да дојде до пари, нормал плаќа повисока камата. Такви работи, во оној момент кога дознав, го сменив управниот одбор, донесов нов управен одбор и цела година исклучиво работевме за собирање парите назад во банката. Не е точно дека банката давала кредити без покритие. Тоа се спекулации. Тоа се бидејќи денеска фактите говорат. Јанаки, денеска сите правни физички лица се обештетени. Денеска се уште се собираат пари во масата на стечената маса на стечениот управник. 5,5 години имаме екипа кој што работи со стечајот, кој што живее исклучиво со средства од стечената маса, односно преведено на наш македонски јазик, со мој пари. Јас овдека се уште живеам и под истрага се водам. Тоа се работи кои што се ненормални во еден систем. Со моја борба, сакам да го разбудам мојот македонец, мојот сограѓанин, да не молчи ако има неправде. И да се да влече во сите работи кај што може да промени нешто во системот, бидејќи системот ни е трул. А со трул систем нема напредок за генерациите твоја и генерациите кои што доаѓаат во држава. Ќе останеме како земја во која што ќе живеат само пензионери и еден ден ќе згаснеме како држава. Затоа мора да се бориме сите, од најмал до највозрастен човек, за ова што треба да го градиме во иднина. Не се откажувам дека Македонија се уште е самостојна држава, се уште има квалитетни луѓе, само како тие луѓе да ги изнесеме на виделина, да дојат и да презимат обврски. Секоја власт е најпрво обврска, а после привилегија. Обврска да испорача на граѓанинот, а не да живее во некој, да не кажам, луксус. Информациите кои беа лиферувани во јавноста, сигурно ги знаете, беа дека милиони, стотици милиони евра се пласирани без покритие на луѓе кои што не се кредитоспособни, на фирми кои што не ги враќале, и се поставуваше логично прашањето кој што јас би го поставил, да сте вие председател на надзорен одбор, и тоа е невозможно да го знаете, да Коки е председател на кредитен одбор и да е невозможно тоа да го знаете. Сакате да ни кажете вие денеска дека тоа не се вистини, дека не биле пласирани така? Значи, сакам да кажам, тие позајмици кои што се практикува во банката десетина години наназад, јас ги стопирав. Десетина години не можевте да сватите дека... Не можев тоа да го разберам дека се работи на тој принцип во банката, бидејќи јас бев и претходни градоначалник и после тоа едноставно не бев во жижата на секојдневните обврски кои ги прави управниот одбор. Так. Верувате, моја вина е што не сум зашто подлабоко навлезен. Малку и луѓе не прават разлика од сопствени моја вина е што не сум подлабоко навлегол во материјата, во нештата. Не може така да се работи. Оној момент кога сознав, стоп реков по секоја цена. А објективно, гувернерката на Народна банка цело време не убедуваше дека треба да се споиме со Комерцијална банка или да се продадеме на Комерцијална банка, па не притискаше да го продадеме Евролинк, да докапитализираме и само да биде јавноста да знае. Само на 5 месеци пред стечајот додаден капитал, докапитализација се направи на банката со нови 13,5 милиони евра. Пари во банката и денеска има. Меѓутоа, моето семејство сме ние стајни на отстрел, се уште се води истрага од причини кои што само одредени кругови во држава може да го земат. Тоа се тие сиви еминенции кои што владат во државата. Јас си сакав да прашам за Евролинк. Што се случи со Евролинк? Ден денеска и на времето важеше меѓу најдобрите, бидејќи работам и осигурување, важеше за најдобрите македонски компании. Прво, малкумина во Македонија знаат дека, например, од денеска десетина осигурителни компании, само една е со домицил на македонска собственост, сите други се странски. Евролинк беше токму таква компанија, македонска компанија, вие продадовте Евролинк за да ја докапитализирате. Така, продадеме со цел да добиеме средства да докапитализираме банката по желба на гувернерката Бежовска, верувајќи дека господјата Бежовска има намера да спаси банката. А во незиниот интервју што го дава на 3 септември 2020 година во Фокус,
таа вели дека притисокот на нас, акционерите, за докапитализација било да собере повеќе пари во стечајната маса, да имат клиентите, правни и физички лица, да бидат обештетени. Нели е тоа срамно? Прво, сите, малкумина знае дека сите депозити до 30.000 евра се осигурани, значи тие секако ќе се обештетат, а многу мал дел од колку еве, вие знаете подобро, 1, 2, 3% се над 30.000 евра депозити, физичко лице и ретко има над 30. Имаше поголеми депозити, така да сето тоа се обештети. И јас така знам дека во најголем дел или во речиси 99% се обештетени. Имаше едно здружение на оштетени штедачи. Така да. Денеска ги нема. Кој што плука по мене комплетно и по моето семејство. Зошто плука по мене кога денеска они се обештетени? Па барем да кажат искрено, ги добивме парите назад, се извинуваме. Ништо молчат. До кога ќе молчиме, бегајќи од вистината? Важевте за еден од најуспешните бизнисмени и јас кога се знаете за цифри не е вкусно секогаш да се зборувам, меѓутоа не се сеќавам точно како беше во интервју, своевремено се шпекулираше дека и од Мишковиќ сте помогни во смисла на пристап до ликвиден кеш, до како Трифун Костоски го прави првиот милион, нели како велат првиот милион е битен, после сами си доаѓаат парите. Инаки, тоа е една долга историја која што ја сакам да кажам почната од 91 година. Работев во Ситко како директор на Ситко во Виена и донесов прв договор во кој што со газата се договоривме дека од чистата добивка ќе добиеме одреден процент, што за мене тоа значеше големи пари. Донесов прв голем бизнис. Меѓутоа тогаш 90-тите години почна да се распаѓа системот Советски сојуз и Ситко се уплаши од таа работа. Јас бев храбар и го зедов бизнисот од Ситко, го купив како Кометал и го продолжив тој бизнис. Заработував големи пари. Никој пат не бев свесен кога ми стигнал првиот милион или втор милион. Така да. Бидејќи јас до сега за годините од 91 до 2007 година, тоа се цели 16 години, имам испрашано на полските желези повеќе од 100 милиони тони железна руда. 100 милиони тони железна руда. Најпрво од Украина, Русија, од Јужна Афричка унија, Бразил. Тоа се по 3,5 до 4,5 милиони тони годишно јас испрачував руда. А во тие моменти, кога се распадна Советски сојуз, Русија и Украина, ние како од бивша Југославија, кои што бевме многу вешти со работењето со клирингот, учествувавме во припремање на робните листи меѓу тогашна СФР и земјето од Варшавскиот пакт, и ние секој пат идевме роба, што ќе купам, што ќе продам, што ќе купам, што ќе продам. Едноставно, тој занет што го научивме, ни помогна во оној момент кога се распадна Советски сојуз, бидејќи објективно они беа бела книга за плурализмот и за капитализмот. И ние едноставно успеавме да се тука сместиме. Дали златни времиња тоа за, не знам, вас, Гуштеров, затоа што Гуштеров сум го гледал во интервју, дека вели тогаш тие што успеавме да се снајдеме да пливаме во тие 2, 3, 4 години додека не се етаблираа така речените руски олигарси, имавме многу успешно. Во животот, јанаки секој човек има повеќе можности за негов напредок. Ја некои можности ги испуштив. Објективно денеска што е митал во светот или така. Тоа ми беше мене понудено уште 98 година од страна на пољаците. Хута Катовица, кој што се капацитет 5 милиони тони, челик, производство на валани производи, и околу 15 милиони тони на производство на кокс, чии коксни батерии ние ги правевме од бивша Југославија. Најповеќе силика гостилар даваше коксна силика за батериите кои ден денеска уште функционираат во Полска. Сакам да кажам, искуството што го имам како делегат во Полска и тие работи што ги направив ми беа основниот капитал, значи капиталот ми го даде мојот Технометал Вардар, Македонија прво Вардар, и оно што ја го стекнав како работа, како делегат таму. Не сум земал ниту цент, едино што сум земал, украл од Кометал, од Технометал Вардар, е знаењето и искуството. И тоа сум благодарен, секој пат ќе бидам благодарен. Најголемата школа бил Технометал, а посебно специализација ми била силика гостивар, каде сум минувал денови и денови во лабораторијата да го изучам тој огнеотпорен материјал каде може да се користи. Црна, обоена металургија, цементна,
што знам, керамичка, порцеланска индустрија, сегдека влегува. Кај влегува тој материјал, ти отвараш поти за работа. Затоа, јас сум благодарен на целиот тим од тогашен Технометал Вардар, кој што умееше да каже, не знаеш што да работи Стодинов, еве ти патен налог и оди кај комитентот. Ако он има производство, мора да има проблеми. Ако си паметен да му го решиш проблемот, ти си негов. Јас тоа го правев. Сега што сум говорил на моите приправници кои се задоволство ги обучувам дека и животно, меѓутоа и во нашата професија е така дека знаењето, дека школата вреди пари, дека вие како приправник нормално дека не можете да очекувате да имате заработка, но школата и праксата која ќе добидете утре ќе Јас сум во век вака сериозен. И денеска сакам да учам. Нормално, да. Верујте ми, и најголемо богатство што го имам е токму искуството. Бидејќи во животот сум поминал и времења кога се распаѓал цел светски систем, кога Варшавскиот пат пак падна. Ти да живееш, да се движиш по Украина, Русија, тогаш во животот не вредеше 5 центи. Така е, да, живот. Верувате, дали Господ ме чувал или сум имал среќа, не знам. Едноставно, успеав и таму, во било кој комбинат да сум. Дали во Челичаните во Полска, дали комбинатите во Русија, Украина, Јужна Афричка унија и Бразил, сегдека сум почитувана личност. Никој пат никога не сум остел со проблем, а вие 100 милиони тони да имате роба, дел со бродови да се носи, дел со железница, во кој што тука квалитет и квантитетот е често пати проблематичен. Дали вагонот може да пукне, не е таа количина. Никој пат рекламација не сум имал, никој пат не сум имал ниту еден судски спор. Секој пат проблемите сум ги решал тет а тет со корисникот што е, односно со партнерот кој што ми е. И секој пат ако треба на моја сметка, ќе го прифатев само да имам добри односи. Јасно. Која година згаснува Кометал? Молам? Кометал која година престанува да работи? Кометал престана во времето на мојот мандат како градоначелник. Мислам, мојата функција како градоначелник ме оддалечи од бизнисот, што сметам дека направив еден погрешен чекор, бидејќи бизнисот беше комплетно контролиран од моја страна. Меѓутоа, знаеш што, тоа се минати времења. Се згасна бидејќи не успеав да го фатам возот 98 година, што беше понуден од страна на полските челичани. Полските челичани во тоа време ми должи околу 160 милиони долари за испорачена роба. И тогаш беше страшна криза во металургијата, во кој што цените паѓаат страшно. И тогаш со представник од владата на Полска и генералниот директор имавме преговори во Лугано, во кој што ми предложија да преземам Хута Катовице за моите долгови и понатака да доплатам со евентуално она што ќе го работам. Јас сум економист. Објективно се уплашив. Најверојатно, верувај ми, бидејќи тоа е самата Хута Катовица имаше 11 независни синдикати. Така. Во кој што секој синдикат во Хутата Катовица имаше своја канцеларија, свое возило, своја секретарка, во кој што исклучиво нивните барања се многу практични и прагматични. Се уплаше бидејќи кризно време беше. Меѓутоа, колку вреди денес като Хута Катовица? Денеска преку 15 милиарди. Денеска со коксните батерии, Митал е денеска не милиарди, он е повеќе од 200 милиарди веќе, морам да кажам. Тоа се огром. Види вака, тоа се моменти која тоа е мој да не кажам, моја изгубена шанса. Сум можел денеска да бидам посилен од Митал. Со Арцелор ќе се споев јас на место Митал. Јасно. Со Круп јас имав контакти директно. И на Круп имам испрачена роба. Сакам да кажам, во делот на металургијата, посебно која се работи за сировината, значи концентрати, пелети, брикети, ја бев еден од најсилните експерти во тоа време, во негдека 90-тите и почетокот на овој век. Кога сме ги Кометал, ве памети македонската јавност и долги години ќе ве памети после нели вашето опростување од овој свет, како човек што силно инвестирал во спортот. Кога се договаравме за ова интервју, за овој подкаст, ви напоменав дека јас лично имам шокирано дека всушност, затоа што сум имал прилика да разговарам со човек кој што бил тренер, еден од тренерите во Вардар кога вие бевте таму главен, односно кога бевте спонзор, собственик, не знам сега како беше тоа структурирано, но
се запрепастив кога ми кажа дека за прв пат вели во животот јас сум пријавен и имам пензијско и здравствено осигурување откако дојде Трифун во Вардар. За мене тоа беше шок, велам, па зарем не е тоа вообичаено, тоа е редовен работен однос. Одговорот беше еднакви не. Цела фудбалска лига, не знам како е за другите, е на диво. Сами си плаќавме придонеси и за прв пат воведе систем Трифун кој што нормално се распадна откако сте заминале во Вардар. Како е дозволиво, значи да зборуваме за тимови кои што настапуваат и во Европа, да имаат робовладетелски однос со вработените. Тоа е тотален непочит. Јанаки во времето на Кометал имав ја околу 10 представништва низ Европа, во кој што после од кога дојдов овде во Македонија, сето тоа што ги инвестиравме, имавме на моменти преку 2000 вработени. Никој пат мојот вработен не сум гостил на цедило да не добие плата или да не добие тоа што му следува. Никој пат. Оној момент кој ќе презема одговорност, па да бидам и спонзор, јас сум најбеден ако тоа не го испорачам. Не се случило до сега и нема да преземам одговорност, ако случајно не можам да гарантирам дека тоа спонзорство ќе го издржам. Значи, влегам во материи кои што пред малце го спомнав, образот сакам да ми биде чист. Меѓутоа, тоа беа некои златни времења, да ти кажам. Не сум ја материалиста, не сум ја жртва да правам милиони. Милионите доаѓале и оделе, да ти кажам. Јанаки, ја не знам, денеска не сум свесен по колку заработив, по 2-3 милиони долари месечно ја заработив чисти пари. Така да не ми беше проблем што и како ќе чини Кометал, утре Вардар, работнички. Едноставно сакав да изнесам клуб кој што ќе го направи, ќе биде на високо ниво, европско, да биде европски клуб. Видете, во тоа време кога стана европски шампион Кометал, тоа беше незамисливо за нас, мислам, беше екстаза цела држава, знаете дека беше бренд, беше екстаза целата држава и во оние моменти кога веќе не бевте од клубовите, тие пропадна, глупо да кажам, Вардар опстоја, меѓутоа играше во втора лига, што е срамно за еден таков бренд. Знаеш што, мене ми е многу жал, сите клубови со кои Кометал ги правеше, нека гледачите ми извинат, партали на нивни домашен терени денеска постојат. Тој Кометал Ѓорче Петров стадиот е постои, има еден нов Ѓорче Петров кој што јас го поддржувам. И ќе застанам зад нив ако можам и колку можам. Сакам да кажам, тие постојат, бидејќи има систем направен за функционалност на сите тие клубови. Не може еден човек, веруваме дека јас се посрамив, кога бевме во предпоследниот година во Шведска. Идеме, како ги тепавме тамо 9 разлика. Ручек прават на сите нивни спонзори, 500 спонзори, во кој што ти дава играчот тој го помага тој, таа и таа фирма. Ја идам како единствен спонзор. Срам ме фати, верувај ми да ти кажам. Тоа говори дека ние немаме систем. Денеска тие клубови и во Шведска, и во Норвешка, и Данска постојат. Мојот Кометал го нема. Зошто? Оној момент кој ја осетив дека немам снага, а сакам да се борам, да бидам на врв, го понив Кометал на сите моćни македонски компании и банки. Никој, едноставно, глуви беа на мојот предлог. Да застана, да го сочуваме брендот, бидејќи тоа беше препознатливо за нас во Македонија. Меѓутоа, векам, Кометал, трнете го, Ѓорче Петров нека остане. Немаме визија за некој работи. Колку чинеше Кометал годишно, кога беше европски шампион? Европски, годишен околу буџет. 3 милиона, 3,5 милиони. Тоа не се премногу пари за најсериозните фирми во Македонија. Од тие времења не беа големи пари. Не се денеска се тие пари минимум 10 пати поскапи. Така да. Тие клубови се. Види вака, се иде со времето, со тек на времето. Ние бевме една, како Кометал, ние бевме една убава дестинација за сите ракометари од Европа. Имено. Кои што сака да дојдат во Кометал и да ги бранат, бидејќи имавме воспоставен систем. Меѓутоа систем кој спочиваше само на едно семејство. Не може тоа така. Моите обврски сите ги заврши. И таа златна генерација нема веројатно никогаш да се повтори. Индира Кастратов, Валентина Радуловик. Пошто веќе кај спортот сме, Јанаки, кога президавме Вардар, кога го оставивме работнички, жал ми е што работнички денеска ќе испаѓа од прва лига. Го президавме Вардар. Политиката беше толку силно вмешана во Вардар. И ден денес. И ден денеска, што за мене, јас после 6 месеци го напуштив.
го оставив мојот директор да остане до крај, оставив 300.000 евра додатно за сите трошкови што ги има подготовки за клубот, и јас се трнав на страна. Не можам. Моја навијачка група, која ги чека на стража, да ги тепа во автобус, моите играчи, бидејќи играле со Напредок во Кичево 1-1, тоа е срамно нешто. И го каменува автобус. Срамно. Затоа тука политиката многу гнасно постапува и во поглед спортот. Денеска Вардар, моја љубов е Марда, да се разбереме, и работнички да се разбереме, и Пелистар, и Борец Велес. Тоа се мои македонски убави клубови, и Беласица. Денеска ги нема. Вардар не идам на утакмица, од проста причина што денеска Вардар го води еден бандита. Тој е обичен бандит. И му беше награда за политичката стабилност. Не знам сега да ти кажам. Тоа мислам дека самата партија на власт нека се запреша. Како може такви сомнителни, не само луѓе кои што имаат досие зад себе, дека биле во затвор ради криминал и превари. И на такви луѓе ти да им дозволиш да водат клуб. Тоа е веќе срамно. И кои што утре први ќе ги плукаат, да не се лажеме, кога нема да бидат... Честитки за Вардар, за Вардар. Меѓутоа, тоа раководство не го прифаќам. Дефинитивно. Сакам честни луѓе и посветени луѓе и сакам да видам Вардар дека ќе има висинска финансиска конструкција како може да обстои, барем во првите 5-10 години, за да може да он после тоа прибери од нас симпатизерите негови некои приходи да обстои како клуб. Меѓутоа, без концепција, тука не може понатака. Беше ли, споменавте, беше ли огромна грешка вашето инволвирање во политика? Директно инволвирање во политика? Не беше градоначалник, беше последната фаза пред тоа. Градоначалник се појав ради некој, да не кажам така, пркос, инат. Јас сум стопанственик по вокација, ти си правник, ти си адвокат. Јас секогаш сум доблесен да се чувам својата професија, во мојата професија да напредува. Сметав во некои бивши времиња во државите во кои што живеам, дека да се биде политичар, тоа се луѓе со посебна величина, големина, во кои што го гледат сериозно целиот концепт на една држава како треба да функционира. Помагав. Нема партија во Македонија, посебно македонските партии, во кои што ја нема финансиски помогнато. Нема партија. Пошто вика ВМРО, СДСМ, што знам, и другите малечки партии. Меѓутоа, не е проблемот во помошта. Очекував дека од тие партии ќе испорачат нешто што е вистина еден напредок на државата. Сега сваќам дека сум многу погрешил. Што директно не сум се умешал во политиката, бидејќи со моето присуство Македонија, верувам ми дека ќе успеев да приберам околу мене многу родолюби, честни луѓе кои што Македонија можевме да изнесеме. Јас велам, Господ нека ми го чува здравјево и умот. Ако ме држи, нема да, и тука никој пат нема да се предадам, дека нема да се настојам за една подобра Македонија, подобра држава и за една иднина моите сограѓани. Верувам да ти кажам, ова не е никаква ниту најава за нов партиски систем, не знам тоа како ќе биде. Меѓутоа, борец ќе бидам до крај. Мојата слободоумност скапо ме чини. Бидејќи помагам и една и друга и трета партија, меѓутоа во партиите така е поделен системот во кој што ако еднаш ти него му кажеш дека нешто не чини, ти се веќе непријатен. Така да. Не може тоа. Тогаш веќе дискусијата се. Има ли вистина дека 2004 година сте требале да бидете кандидат за претседател на Македонија и реално во тогашната констелација на политички односи ќе се прошири и вашата популарност беше на исклучително високо ниво, значи 2002, ако не се лажам, бевте носител на листа на пратеничка, бевте се разидовте брзо со тогашната владачка партија, бевте опонент на новата територијална организација, уживавте веројатно е тогаш зенитот на вашата лична популарност. Има ли вистина дека сте размислувале сериозно за да се кандидирате за претседател? Вистина беше, би било подобро со ова прашање да го поставиш на тогашниот претседател на СДСМ. Бранко Црвенковски? Нека он ви каже својата вистина. Кој што не ве поддржа? Ме поддржа додека бе во Скопје. Замина во Америка и таа поддршка се предомисли. На кафе кај Демократскиот сојуз, кај што бевме, ние бев член на меѓународна кризна група и на Советот на надворешни односи на Америка.
Одиме таму на кафе пред, после смртта на покојниот Борис Трајковски. Одиме таму, бидејќи имавме средби, состаноци во офисот на Олбред. Носат кафе околу 2 часот, нивно локално време, овдека околу 8 часот. И прво ме дочекуваат како кандидат кој што сигурно ќе идам на изборите. Так. И стигна информација од Скопје дека Бранко Црвенковски е кандидат. Јас сум му се заблагодарив и толку. Што можам да кажам? Не бев партиски член, бев поддржан тогаш барем со збор од страна на Црвенковски, меѓутоа од кој причини тоа го направи и денеска не знам. И тоа е тоа. Се надам некогаш ќе имам прилика и ќе го прашам за конкретнава ситуација, за подоцна да трчате како независен градоначалник, поддржан од ВМРО ДПМН и ВМРО Народна, тогаш нели беа во војна за приматот Никола Груевски и Љупчо Ѓоргиевски. Објективно свесен сте дека има многу забелешки за вашиот мандат како градоначалник, за пасивност, послаба реализација, дали е кај нас на значи локалната управа уценета, локалната самоуправа уценета од извршната власт и реално не можете ни еден поголем проект, а и последниот градоначалнички мандат на Скопје е пример за тоа дека вие ако сте скаран со централната власт, Скопје има ужасно мал буџет од 100 милиони евра сега и многу малку вие капитални проекти од кои што 80 одат на проценти на плати, многу малку проекти Значи, можете да реализирате. Мојата цел за градоначалник испадна на сосема онака не од некој прекосина, туку едноставно сакав да покажам нешто во Македонија, дека може нешто да направиме. Ја функцијата не ја прифаќам како привилегија, туку како обврска. Во мојот приватен бизнис никој пат не сум се фалил и не сум имал потреба од пиар да се фалам што сум сработил и како сум сработил. Секој нов градоначалник кој што прв пат ќе се соочи со функцијата, него му требаат минимум 1 година да научи како функционира системот. Прво во администрацијата и кои се базичните проблеми кои што он треба да се посвети. Не е голема филозофија, меѓутоа тука веќе има искуство се бара. Апсолутно, јас во почетокот морам да кажам не бе поддржан од СДСМ, ВМРО ме поддржа. Меѓутоа, тоа траеше се до 2006 година, кога победи, кога едноставно јас како градоначалник не дозволи господинот Груевски да биде градоначалник на Скопје. Така, да. Мислам, јас одговорам по својата функција и секој кој што тој ќе ми го предложи, ја ги предложи неколку мина, кој што пеа во мојот систем, да не кажам, на јавни предпријатија и во собрание, меѓутоа, јас сум над нив надлежен и оние треба да ги слушаат моите наредби чести. Меѓутоа испадна дека не беше тоа така и оној момент кога таа пукна работа, ние со ВМРО се скаравме. Так. Не може, ја не дозволам. Барем оној момент додека имаат мандат, ќе ме почитуваш, ја ќе те почитувам тебе како премиер. Мене ме е криво што мислам такви работи настанаа ситници, меѓутоа едноставно не дозволев во овој мандат да има криминал корупција. Не дозволив на тендер да се појавуваат некој во кој што некој ќе краде, некој нема. А за моите дела, ако некој пат таа бела книга што јас ја издадов, кој што веднаш после доаѓањето на Коце Трајановски се беше спалена и уништена, да видите за моите дела кои што може да се направи да се пишува, бидејќи немојте погрешно ме сватите. Тоа беше првите моменти од кога децентрализацијата почна да функционира. Првите моменти кога власта се откаже од дел од ДДВ-то и да не кажам даноци кои што влегува во масата. Меѓутоа, тоа средства и денеска се толку минимални, дури се смешни во поглед тоа што треба да испорача градоначалникот и градот на своите сограѓани од тоа што, например, централната власт го креира. Затоа сакам да кажам дека децентрализацијата кај нас е тотално закочена. Централната власт комплетно сака да има контрола врз сите пари и таму кај што негдека ќе се појави за некоја помош, зашто мајка парите на владата кој да влагаат од небо, од тебе и од мене ги собира за мене да ми даде и да помогне. Тоа се работи кои што се
апсурдни ако градиме еден современ систем на држава. Најразвиените земји, Франција има преку 8.000 општини, во кои што 95% од ДДВ-то иде на локално ниво. Данокот на доход, данокот на имот, скоро 100% иде на локално ниво во општината, каде општината преку советите може многу полесно да ги контролира парите како и зошто ќе се користат. За моите дела денеска да зборам како граначалник би било смешно, да ти кажам, бидејќи има некои работи кои што ги направи, кои што и ден денеска коце со 2 мандата не направи ниту 50% тоа. После Шилегов почна нешто, меѓутоа не заврши. Додека мислам после Данела Арсовска, она отпочна ништо, објективно жената беше залутена на таа функција. Не знае што е граначалник, што се теренски работи, што е тоа, што треба да испорача. Објективно денеска морам да кажам за новиот граначалник, нештата што ги гледам, како работи, има од мене поддршка. Неколку покажува елан. Покажува веќе и дејност на изградот дека се нешто случува. 2-3 пати се враќаме на вечер по 11 октомври во улицата, гледам се шара, се припрема, се отвара овдека некај тутоци комбинат, еден нов пријат. Сакам да ти кажам, апсолутно тука покажува една димензија која што ќе му треба време за да сето тоа го испорача на нас граѓаните. Меѓутоа, без пари, без финансиски средства, без вистинска децентрализација. Ако биде зависник од владата, тоа мене не ми се допаѓа. Мора сам да се обезбеди средства на еден законски начин кој што ќе влеvat во касата. Последно прашање, извинете. Да, моите дела како граначалник. Зоолошката градина јас ја возобнив, ја воведов во системот на ЈАЗа. Не со пари од градот, со пари од мој твој. Јас самиот лично донирав околу 400.000 евра. Направив во зоолошката градина по систем на ЈАЗа живеалиштето на тигрите, на сибирскиот и бенгалскиот тигар. Тоа е мојот придонес. И ги натерав сите општини да дадат по некој дел. И се направи прекрасна зоолошка градина. Денеска ми е жал што веќе ако не се посети време и внимание и желба да се обстои, секое нешто во градот Скопје е жива материја и треба на вистина посветеност. И од тој аспект, што знам, Словеначка е тука, транспортниот центар, Гологановци, Боровски, жардинерите ни Скопје, односно 35 километри жардинери се направа. Многу ми е жал што имавме финален проект за трамвај. Тоа ми беше последното прашање. Трамвај од Лисиче, аеродром, до центар и назад. Со утврдена траса, со утврдени трамвајски станици, со утврдено депо на 48 композиции, кои што требаше да се отпочне проектот. Меѓутоа, владата на Груевски едноставно забрани и тогаш на антикорупцијската комисија комплетно истапи против мене, бидејќи јас го објавив конкурсот за прием, за пријавување на инвеститори. Овие што ми ветија се уплашија да влезат, бидејќи владата беше против мене. И не се појави никој на тој конкурс. Кој изгуби онаки? Ние изгубивме. Нормално. Ја на тогашниот председател зборев. Јас, ако сум до последниот миг граначалник, ја ќе го потпишам тој договор за да отпочне проектот, да се отпочне. Колку чини 8 милиони евра беа спремни дадени веднаш авансно да идат. Да немаше фидбек, враќање, дали ме разбира? Меѓутоа, сета таа работа помина, антикорупцијска ми забрани, ја реков, јас одговорам после моето заменување за сите злодела ако сум ги направил. Меѓутоа, ова е моја врска. Сакам да кажам, мојата слободност и да не кажам слободен начин на размислување, меѓутоа така размислува човек кој што нема терет, нема брига врз себе дека некому нанел зло или има намера да однесе некому зло. Колку чини, последно прашање на темата, колку чини еден проект за трамвај на Скопје? Или барем колку тогаш чинеше? 2006 година не чинеше 1,5 милиони евра. Денеска тој проект, види вака, проектот трамвај беше во три говорам комплет реализација. Комплет, околу 150 милиони евра ќе чинеше.
Мислам, целата јасно. инвестиција. Проектот за првата делница, 1/3, беше 1.500.000. Во тоа време тоа се големи пари. Денеска минимум испод 15 милиони таков проект не може да биде. Значи денеска би било отприлика 450-500 милиони. Што повторно градот Скопје не може сам да ги испорача, тоа се 4 годишни Па види вака да ти кажам, за жал, јавниот сообраќај во Македонија е рак рана и рак рана ќе остане. Рак рана ќе остане. Точно. Не може град со веќе милионска цифра од жители Јасно. да живее со еден вид на јавен сообраќај, со автобуски. Сите градови имаат трамвај. Види вака, ја препорачам на актуелниот градоначелник кој што гледам има желба во него. Нека размисли за евентуално и такси службите да ги стави во функција на граѓаните. Па и по сметка на градот. Јасно. Да го симне овој хаос кој што веќе низ Скопје. Бидејќи Скопје навистина Не се трпи. Не, мораме да го трпиме, бидејќи тука живееме. Меѓутоа тешко веќе. Така е. Тешко е. Само како мој коментар, значи, бидејќи живеете тука, сигурно сте приметиле, значи, нема дел од денот и речи си да нема и дел од градот во кој што не е константно гужва, сообраќајна гужва и сообраќајна хаос. Сега јас живеам во центар и од кога затворија Јужен булевар, навистина е тешко. Последната тема за која што ќе збориме, за која што ќе говориме е, никогаш не сте криеле и одамна е познато дека сте масон. Тоа е една тема која што секогаш будела внимание и љубопитност, доста конспиративни теории околу масонеријата. Па ајде вака се од еден масон да чуеме конкретно што представува, за што се залага масонеријата, масон како се станува и така Масонеријата натаму. како институција или да не кажам така, организација постои повеќе од 300 години. И масонеријата во својот развој има еден развој во кој што дава еден модерен начин на дружење, на собирање на луѓе со позитивна енергија и со позитивни цели. Да се биде масон само во храмот, во кој што ќе ги извршиш, да не кажам ритуалите или одредени работи што треба се прават, за мене тоа не е пораката. Масонот повеќе е присутен на улиците и во институциите, кои што треба да бидат добробит за општествениот развој на државата. Еден пример ќе кажам. Америка што денеска е најголема велесила. Масонеријата е основниот порив да она испадне таму. Масонеријата ги собира најголемите посветени луѓе, дали се интелектуалци, работници или војници или генерали, во креирање на една држава со јак систем и напредок. И денеска нема председател во Америка кој што не е масон. Нема. Тоа треба да биде јасно на јавноста. Масонеријата не е религија, масонеријата е една организација која што не се влегува масон по желба, туку треба по покана. Обично ние гледаме низ улиците кои се луѓе кои што имаат предиспозиции да бидат добри и честни, и во масонеријата во основа уште повеќе го билда тоа човечкото чувство на честност кон општеството што ние треба да имаме. Тоа е за мене една школа. Јас сум од веќе скоро 32-3 години масон, бев член на големата ложа на Југославија, во бивша Југославија, потоа денеска сум член на големата ложа на Англија и сум член на големата ложа на Македонија. Смеете на повеќе ложи да бидете член? Да. Тоа се сестрински. Така. Мислам, големата ложа на Југославија се распадна. Со распадот на Југославија се распадна. Така да таа веќе не постои. Во моментот кога се распадна, сите ние од бившите држави на СФР баравме пат. Лондонците тоа, односно големата ложа на Англија, е едина кој го донесе светлото Македонија и едина кој што ја обзнани под уставно име. Голема ложа на Македонија, нема северна. 14 основачи сте, ако добро... 23. Основачи, изборувам, прва генерација 23. македонски масон. 23. Сам за себе смеете да кажете, за останатите не е Не, тоа се мои... Нити барам информација. Не, мои браќа кои што многу од нив веќе ги нема, мислам лесно им земе на нив, и морам да кажам, тоа беше една голема епизода во развојот на масонеријата во Македонија. Денеска што големата ложа на Македонија има висок пиетет,
кај незините, да нека сестрински ложи, е благодарност на тоа што ние навистина обстоивме во таа наша мисија да испорачаме нешто квалитетно. Англија, големата ложа на Англија е реткост негде каде испадне во Европа, па да донесе светло. Тоа беше направено од големите мајстори на големата ложа на Англија, во кој што е буквално членови се и од кралското семејство. Потребно ли е за една личност да е тајкун, да има пари, да има мог за да стане масон? Сега да ми кажеш дека и поштар може, обичен поштар може обичен поштар, може обичен земјоделец да биде исто. Колку обични поштари и земјоделци има масони? Па ги нема многу, али би било пожелно да ги има. Поентата ми ја разбират. Апсолутно. Види вака, не можам да го судам тој чин, ниту сум во можност да го менувам внатре во масонеријата. За мене секој масон и на улица не мора да биде масон, ако е чесен човек. Чесен, со чести намери кон соседот, кон пријателот, па и кон непријателот да има еден однос, да не кажем урбан. Зашто се залага масонеријата? За добробит, за добробит на секој општество. Многу апстрактно сега, за добробит. Види вака, објективно, многу членови има денеска, во големата ложа на Македонија ги има повеќе стотици, да ти кажем, членови, апсолутно меѓу нас има разлики како луѓе. Нема идеален систем во кој што е функционален за сите луѓе внатре, меѓутоа нито очекувам дека тоа ќе биде, меѓутоа во мојата денеска порака за масонеријата е тоа, верувате дека во масонеријата ништо не се прави погрешно и нешто лошо за државата и граѓаните. Апсолутно тоа не е. Многу ви благодарам на одвоеното време. Ти благодарам јанаки и тебе. Прекрасен моабет, да ти кажам. Многу ми е мило што те пратев и тебе неколку пати на твој настап и на Канал 5. Твојата слободумност ме импресионира. Знаете како тоа е пред се карактерна црта нормално кој што ги носиме во себе, меѓутоа и начин на домашно воспитување. Јас се водам од една мисла дека на ведната глава може себе не ја сече, ама ни сонце не ја грее. Никако. До следно видување ви благодарам многу.